Зголемувањето на квотата на работни дозволи за странци ќе го ублажи, но нема да го реши проблемот со недостатокот на работници. Ова е ставот на Организацијата на работодавачи, откако вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики најави дека квотата од 5000 работни дозволи се зголемува на 7000. Според работодавачите, новата бројка на работници од странство најверојатно ќе биде недоволна за наредната година, ако се земе предвид фактот дека компаниите постојано се соочуваат со недостаток од квалификувана работна сила. Во овој момент зголемените барања за увоз на странски работници ќе се на еден начин решит со ова зголемување на квотата, но јас сум сигурен дека за идната година веќе и таа квота ќе биде мала, затоа што сум информиран дека многу компании се во тек на подготвување документација и соработка со разни агенти за увоз на работна сила во Македонија. Но за активистите за работнички права, увозот на работници, посебно од далечниот исток, може да влијае на цената на трудот на македонскиот работник. За да видиме и дополнително се праша за каде се планираат останатите 2000 работници, нели се зголемува квотата, бидејќи вака моментално ние немаме одговори каде се моменталниве 5000 и зашто ни се останатите плюс 2000. Дали со ваквите изјави, со ваквите политики се планира, не знам, да се намали цената на трудот на македонскиот работник, работник да се исплаши македонскиот работник. Македонските компании подолго време се соочуваат со недостаток од работници, а според вице-премиерот Бетики на земјава и недостасуваат 10.000 работници. Ова пред се однесува на градежништвото, текстилството, како и во услужните дејности и хотелиерството.